Представници на Советите за етика во медиумите од Западен Балкан и Турција, професори и експерти на 19 и 20 мај во Охрид учествуваа на дводневен четврти поред регионален состанок. Средбата, чиј домаќин беше Советот за етика во медиумите на Македонија, е активност од проектот Градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа, подршка за новинарството како општо добро, поддржано од УНЕСКО и Европската Унија. Идејата меѓу другото беше да се слушнат искуствата во секоја од државите, како и актуелните предизвици со кои се соочуваат медиумите на Балканот. Ние се залагаме за слобода на говор, но и за што поголемо почитување на правилата на игра, односно на кодексите на новинари на сите овие земји што учествуваат во овој проект и внесување на нови правила кои ќе се однесуваат на етичка и транспарентна употреба на вештачката интелигенција во новинарството. Ѓоргиевска вели дека улогата на Советите за етика во медиумите станува се поважна и оти во Европа се охрабрува многу потесна соработка помеѓу регулаторните и саморегулаторните тела. Важна е затоа што ние мора постојано да ги подсетуваме не само новинарите што имаат искуство, нив најмалку, туку новите помлади колеги и тие што се занимаваат како медиуми, се чувствуваат како медиуми на социјалните мрежи, а не знаат многу за правилата. Апсолутно советите ја играат таа улога на чувар на етиката и на одговорното новинарство во одредена земја. Снежана Трпеска, председателка на Комисијата за жалби на Советот за етика во медиумите во Македонија, зборуваше за потребата од стратешки планирана соработка помеѓу медиумските регулатори и саморегулаторните тела во дигиталниот медиумски екосистем. Таа вели дека целиот концепт на регулирање на медиумите е сложен. Ни подразбира и законска регулација, но исто така од друга страна и регулација во рамки на професијата на етичките принципи, професионалните принципи на новинарството кои не треба да бидат и не се предмет на законска регулација заради зачувување на слободата на работа на новинарите и на медиумите. Се тоа, според Трпеска, ја наметнува потребата овие две тела да соработуваат за да може да се реши проблемот со се почестото ширење содржини кои имаат сериозни општествени импликации. Медиумските саморегулаторни тела во цела Европа, особено во Западниот Балкан, се соочуваат со сериозни проблеми во однос на нивниот опстанок и одржливото финансирање. Затоа се бараат стабилни извори на средства во самите земји, не само од странски донатори. Pošto u teoriji takvu vrstu tela bi trebalo da finansiraju mediji, dakle industrija, što je u našoj situaciji, pretpostavljam i ovde i uopšte u celom regionu, gotovo nemoguća misija. Dakle, mediji su siromašni, sem pojedinih, ali ti pojedini koji imaju para nisu zainteresovani za unapređenje etičkih standarda i nije im stalo do toga, tako da sama industrija to teško može da finansira. Mi smo, nažalost, svi ovde osuđeni, da tako kažem, na projektno finansiranje iz donacija, što ide nekad teže, nekad lakše. U poslednje vreme mislim da je to problem za sve, zato što zbog, pre svega, neke države poput Amerike su uskratile tu vrstu pomoći svima, onda u dosta evropskih zemalja su na vlasti neke desničarske vlade koje nisu baš zainteresovane za pomoć nevladinom sektoru, tako da to ide dosta teško i na duži rok niko od nas nema stabilne finansije. Но има успешни примери, како што е Црна Гора, каде што најдоа начин да го препознаат јавниот интерес во работата на саморегулаторното тело. Во 2023 година таму е формиран така наречениот Фонд за плурализам на содржини со цел да помогне во опстанокот на комерцијалните медиуми во Црна Гора, а одреден процент од тие средства одлучено е да се насочи за работата на саморегулаторното тело, за да може независно да функционира. Toga iskoristili smo jednu od preporuka Savjeta Evrope koja takođe govori o tome da države trebaju da pogledaju ako postoji mogućnost da ova tijela naprave održivim. 40% tih sredstava dodijeli nezavisna komisija koju formira Direktorat za medije Ministarstva za kulturu i medije i oni dodjeljuju sredstva štampanim medijima i novinskim portalima. 60% od ovoga fonda se dodjeljuje radio i televizijskim stanicama i to radi Savjet Agencije za audiovizualne medijske servise.
Znači, to je način raspodjele tih sredstava i 5% od tog fonda je namijenjeno samo regulatornim tijelima u Crnoj Gori. Бизнис планот на Советот за етика во медиумите на Македонија сугерира половина од годишниот буџет на организацијата да биде обезбеден од пари на даночните обврзници во земјата, со оглед на тоа што телото ги штити граѓаните од непрофесионално новинарство.